Минути за урбани вести, добре дојдовте. На напролет ќе почне изградбата на новиот булевар во Керамидница. Ова е веста на денот, останатите наслови ги гледаме во продолжение. Останете со нас. Студентите кои ќе фрлаат ѓубре од прозор ќе бидат избркани од студентскиот дом Пелагонија. Град Скопје ги објави сообраќајниците кои ќе се реконструираат во 2019 година. Бебињата наместо на 1 година ќе се вакцинираат на 6 месеци со МРП вакцина. Пролетва ќе започне изградбата на новиот булевар во Керамидница. Расчистена дива депонија со гуми за грејење во општина Карпош. Студентите кои во иднина ќе фрлаат ѓубре во дворот на студентскиот дом Пелагонија ќе бидат прво парично казнети, а потоа и избркани од домот. Ова е реакцијата на директорот на домот откако по социјалните мрежи се појави слика на која се гледа катастрофална состојба со хигиената во домот. Откако пред 2 дена на социјалните мрежи се појави фотографија од студентскиот дом Пелагонија во Киселавода, на која се гледа некултурата на студентите. Денеска заеднички на пресконференција, градоначалниците на град Скопје и на општина Киселавода, како и директорите на Пелагонија и јавното претпријатие Комунална хигиена, ги повикаа студентите на одговорно однесување. Како што соопшти градоначалникот на град Скопје Петре Шилигов, иако ова не е во надлежност на градот, службите на комунална хигиена го исчистија ѓубрето од студентскиот дом. Ова не е наша работа, ова не е работа на градот Скопје, меѓутоа мислам дека е добра можност да упатам апел до сите институции да си имаат организирани служби или постапки за чистење на просторот, сите општини да се грижат за подобрување на нивото на јавната хигиена и сите граѓани да заеднички ние како град, граѓаните како граѓани помогнеме во одржувањето на јавната хигиена на градот Скопје. Овие диви депонии што дека можевме да ги видиме ги создаваат луѓе. Луѓето не никнува, ѓубрето не никнува од земја, туку ние сме тие кои што сме одговорни за неговото создавање. Токму заради тоа апелирам до граѓаните на нашиот град, апелирам и до студентите овдека во студентскиот дом, апелирам до сите институции. Отпадот да го ставаме таму каде што му е местото, тоа се корпите и контейнерите. Сите сме ние на свој начин одговорни за тоа во каква животна средина ќе живееме. Ние вчера као комунална хигиена најавивме дека црните точки кои што секој ден гледаме лоша слика од улиците кои што ние ги одржуваме, сакаме полека да ги намалиме. Иако не е наша обврска, сепак ние ќе најдеме начин како тие црни точки да ги елиминираме, кои што се секојдневие во градот Скопје. Воедно ги апелираме и до граѓаните да ни се приклучуваат, исто така и до вас медиумите, да ни се приклучуваат на нашите активности, да ја подигнеме свеста на кај граѓаните. Директорот на студентскиот дом Пелагонија, Бујар Муртазани, потенцираше дека во иднина ќе се преземаат поригорозни мерки за сите кои нема да го почитуваат куќниот ред на домот, а во обид да се фатат на дело несовесните студенти, од сега ќе биде поставен и видеонадзор. Грдата слика кој го нарушува имиџот на домот е секојдневно фрлање на отпад за кој во иднина ќе се заложам за изнаѓање на решавање за овој проблем. Од текот на ова година ќе биде поставен видеонадзорен систем кој ќе ги идентификува несовесните студенти, соодветно согласно правилникот за куќен ред и статус ќе биде соодветно санкциониран. Со управниот одбор сме разговарали, веќе сме однесол одлука. Прво ќе биде опомената, втор пат ќе биде казната и парична казна, третиот пат ќе бидеме измолени да го избркаме од студентскиот дом. И покрај ангажирањето на работниците од комунална хигиена, денеска се уште можеше да се забележи грдата слика од домот кој треба да биде расадник на интелектуалци. Дрвата во дворот на Пелагонија и денеска беа украсени како новогодишни елки, но со кеси за ѓубре. Град Скопје го објави списокот со сообраќајниците кои ќе бидат опфатени со реконструкцијата во 2019 година, а до сите државни институции, предпријатија и поголеми компании, градот испрати допис за предвидените градежни активности. Според новиот правилник за издавање дозволи за вршење прекопи на улиците, по завршување на градежните активности нема да бидат дозволени прекопи на улиците во наредните 3 години.
Град Скопје денеска испрати допис до сите државни институции, предпријатија и поголеми компании, каде што се наведени сите сообраќајници и објекти на кои се предвидени градежни активности во 2019 година. Како што најави градоначалникот Шилегов, градот Скопје ќе донесе нов правилник за издавање дозволи за вршење прекопи на улиците и во иднина ќе има заострени критериуми за добивање дозвола за вршење прекоп на улиците. Повисоки критериуми за начинот на кој ќе се вршат овие прекопувања, како и скратени рокови за завршување на градежните активности. Како што информираат од градот, во дописот, град Скопје ги потсети државните институции, предпријатијата и компаниите, дека по завршувањето на градежните работи на објектите нема да бидат дозволени попречни и надложни прекопи на сообраќајницата во наредните 3 години, сметано од денот на технички прием на објектот. Поради овие причини, доколку постои потреба за поставување некакви инсталации или друг вид градежни интервенции на посочените сообраќајници, потребно е да се поднесе барање до град Скопје со цел координирање на понатамушните активности, информираат од град Скопје. Според листата на градот, во февруари ќе бидат реконструирани улиците Борис Сарафов, Ѓорче Петров, Кочо Рацин и Љубљанска. Во март, булеварот Партизански одреди, улиците Лазар Личиновски, Индира Ганди, Александар Урдаревски, Московска и булеварот Крсте Петков Мисирков. Во април се планира нов кружен тек на булеварот Втора Македонска бригада и реконструкција на улицата Благоја Стевковски. Во мај, улица Теодосиј Гологанов, Ферид Мурати и Димо Хаджидимов. Во јуни, улицата Живко Фирфов, Павел Шатев и улица Црниче. Во септември ќе биде извршена реконструкција на улицата Македонско-Косовска бригада и булеварите Хрватска, Љубљанска и Јужен булевар. И во октомври и декември улицата Александар Урдаревски, Есенинова, булеварот Никола Карев и улицата Боца Иванова. Нови дополнителни мерки за заштита на населението донесе Комисијата за заразни болести. Комисијата одлучи сите родители кои имаат деца со наполнети 6 месеци, а живеат на територија на Скопје, треба да се јават во најблискиот вакцинален пункт за да ги вакцинираат децата со МРП вакцина. Исто така, Комисијата му предложи на Министерството за здравство да се почне со теренска вакцинација на децата. Комисијата за заразни болести при Министерството за здравство донесе нови дополнителни мерки за заштита на населението од епидемија на морбили. Сите родители кои имаат деца со наполнети 6 месеци, а живеат на територијата на градот Скопје, треба да се јават во најблискиот вакцинален пункт за да ги вакцинираат децата со МРП вакцината. Инаку досега, според календарот за имунизација кој важи на територија на Република Македонија, првата доза од МРП се даваше на 13 месеци. Родителите пак кои имаат деца на училишна возраст, а не се ревакцинирани или воопшто не примиле МРП вакцина, да ги вакцинираат децата, ова се однесува на сите деца кои живеат во Македонија. Исто така, Комисијата му предложи на Министерството да почне со теренска вакцинација. На средбата беше констатирано дека вакцините кои се аплицираат во сите здравствени домови се со проверен квалитет од европски производител и имаат добар рок на траење. Комисијата укажа дека само со колективен имунитет или 95% вакцинирано население со МРП вакцината ќе може да ја спречиме епидемијата и смртноста кај населението. Кај најранливата категорија, децата кои воопшто не примиле вакцина поради возраста или поради некои други хронични заболувања. Сите претходни мерки кои ги донесе Комисијата се уште се на сила. Тоа значи дека децата кои не се вакцинирани со МРП нема да се примаат во градинките. Се апелира на интензивна и неодложна вакцинација на децата кои се во добро здравје за да се подигне колективниот имунитет. Морбилите се високо заразно заболување кое лесно се пренесува по капков пат. Едно лице со морбили, односно мали сипаници, може да зарази 9 од 10 лица околу него кои не се вакцинирани. Досега се вакцинирани 6276 лица само во Скопје, а пред прогласувањето на епидемијата во населбата Радишани на 19 декември годинава беа регистрирани околу 15.000 невакцинирани деца со МРП вакцина. Родителите треба многу сериозно да ги сватат насоките и од Комисијата за заразни болести да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство.
Оваа пролет ќе почнат градежните активности на реализација на новиот коридор во Скопје. Станува збор за булеварот кој ќе поминува низ населбата Керамидница и за кој, како што најави градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов, проектирањето е завршено и исцртана е трасата каде ќе поминува. Проектот за сообраќајницата на новиот булевар кој ќе ги поврзува општините Аеродром и Газибаба е готов, а изведувачот на градежните активности ќе се знае на 14 февруари. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов информира дека многу наскоро се очекува да биде означен стартот на градежните активности, со што ќе се отстранат и вкупно 180 објекти низ Керамидница. Проектирањето е завршено. Првата фаза ја внесуваме во изработка. Отварањето на понудите за избор на најповолен понудувач на градежните активности е закажано на 14 февруари. Го добивме проектот за мостот како втора фаза, кој што ќе оди преку Керамидница. Во моментот е на ревизија, па ќе распишеме постапката. Започнавме со експроприација повеќе од 30% од трасата на која што треба да поминува новиот булевар во делот кај Скопско сајмиште веќе расчистено, така што очекувам дека ќе влеземе интензивно по експроприација и онака како што и го најавив проектот за време траење, очекувам дека ќе биде завршен. За мене е битно дека започнуваме оваа пролет со градежните активности на реализација на тој нов коридор во нашиот град. Проектот предвидува и изградба на нов мост преку Вардар, кој ќе ги поврзе општините Аеродром, Газибаба и Центар. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварите Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Проектот за мостот, кој ќе биде со должина од 120 метри, е веќе готов и тој треба да се изгради во близина на хотелот Русија и да ги поврзе булеварот Асном во населбата Аеродром со булеварот низ населбата Керамидница. Новиот коридор во градот задолжително ќе биде проследен и со нови автобуски линии на јавниот градски превоз. Инспекцијските служби на општина Карпош запленија поголемо количество на отпадни гуми во областа Горно Нерези. Како што информираат од општина Карпош, гумите биле наменети за користење како огревен материјал во некое домаќинство. Од општината информираат дека инспекторите се постојано на терен во контрола и обид за спречување на употреба на штетни материјали за грејење. Комуналните служби на општина Карпош денеска исчистија нова дива депонија на територија на Карпош, во областа Горно Нерези. Запленето е поголемо количество гуми и е спречено истите да завршат во некој од домаќинствата како огревен материјал, информираат од општината. Една од главните причини за аерозагадувањето е начинот на грејење на домаќинствата, а анализите покажуваат дека голем број домови се грејат токму на отпадни гуми. Ваквиот начин на загревање е еден од главните загадувачи на воздухот, иако се идентификувани и други несоодветни отпадни суровини, кои алтернативно се користат за затоплување на индивидуалното домување. Од општината информираат дека инспекторите се постојано на терен во контрола и обид за спречување на употреба на ваквите штетни емитери на опасни честички во воздухот. Комисиите во Министерството за култура по разгледувањето на одбиените апликации остануваат на истиот став, освен за фестивалот Златно Славејче, признавајќи дека направиле пропуст, бидејќи фестивалот доставил комплетна документација. Комисиите за драмска дејност и за визуелни уметности, архитектура и дизајн го завршиле преразгледувањето на одбиените апликации и остануваат на истиот став во однос на распределбата на буџетот за проекти. Комисијата за музика и фолклор пак преразгледала околу 100 апликации, меѓу кои за 4 фестивали за кои имало најмногу реакции. Оваа комисија одлуката е сменила само за фестивалот Златно Славејче, признавајќи дека направиле пропуст, бидејќи фестивалот доставил комплетна документација. Ставот за Скопски джез фестивал, Оффест и фолклорниот фестивал Пеце Атанасовски останува непроменет, затоа што, како што беше соопштено, освен пријава, тие не доставиле документација за план за активности, за учесници или за локација за нивните настани. Од Министерот за култура ќе чекаат одлука дали за овие фестивали ќе биде даден дополнителен рок да ги достават потребните документи.
Според податоците на Државниот завод за статистика, оваа година се издадени повеќе одобренија за градба. Од објектите што ќе се градат, 331 се станови, од кои 38 ќе бидат изградени во Скопје. Општините во декември минатата година изделе вкупно 292 одобренија за градба, што представува 13,6% повеќе во однос на истиот месец во 2017 година, соопшти Државниот завод за статистика. Од објектите што ќе се градат, 331 се станови, чија вкупна корисна површина изнесува 37.669 метри квадратни. Најмногу од нив, речиси половина, ќе се изградат во југозападниот регион, додека во Скопје само 38. Инаку, од вкупниот број издадени одобренија за градење, 172, односно 58,9%, се наменети во објекти за високоградба. 42, односно 14,4% за објекти од ниско градба и 78, односно 26,7% за објекти за реконструкција. Од вкупно 292 објекти на 185 како инвеститори се јавуваат физички лица, а на 107 објекти инвеститори се деловни субјекти. Регионалниот центар за управување со кризи ги информира граѓаните дека утре без електрична енергија ќе останат неколку делови на Скопје. Станува збор за општините Киселавода, Бутел, Центар и неколку скопски села. Дел од корисниците од улицата Жил Верн и Балканска во општина Киселавода утре од 9 до 14 часот и 30 минути ќе останат без напојување со електрична енергија. Од 9 до 15 часот без струја ќе бидат и корисниците од село Горно Количани и делот од селото Батинци кај улицата 1 и местото Ќупријан од 8:30 до 9 часот и 30 минути делот корисниците од улицата Радишанска, Рептил маркет број 8 Радишани, Кам маркет, ресторан Александар и Окта во општина Бутел. Во периодот од 8 часот и 30 минути до 11 часот и 30 минути без напојување со електрична енергија ќе бидат и дел од корисниците од улицата 8 ударна бригада и објектите со број 23 и 25 на улицата Димитрije Чуповски во општина Центар, а од 9 до 14 часот корисниците на дел од улицата 33 во село Волково. Како што информира Регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, причина за прекинот во снабдувањето со електрична енергија е изведувањето планирани технички зафати во дистрибутивната електромрежа од страна на екипи на Евана Македонија АД. За утре метеоролозите најавуваат променливо облачно време со ветер што наместа ќе достигнува и 80 км на час и услови за локален слаб снег. Преодно стабилизирање ќе има в четврток, а в петок ќе има слаби локални врнежи од снег. За викендот ќе преовладува претежно сончево и потопло време. Денеска имавме температура од 6 степени, а утре ќе достигне до 4 степен. В четврток температурата ќе се движи од 0 до 6 степени, петок од 1 до 7 и сабота од -3 до 9 степени. И за крај имаме уште една информација. Поради одржување на председателските избори, чиј втор круг ќе се поклопи со првичниот датум на одржувањето на 15-тото издание на Визер Скопски маратон, 5 мај и неможноста во ист ден со изборите да се одржи и маратонот, организаторите одлучија овогодинешниот маратон да се помести за еден ден порано, односно во сабота 4 мај 2019 година. Од Сојузот на спортови на Скопје уверуваат дека атмосферата и секој сегмент која се однесува на Визер Скопски маратон ќе се задржи исто како во минатите години и дека овој јубилеј очекуваат да биде еден од најубавите спортски настани кој ќе се одржи на улиците во главниот град. Со оваа вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам што бевте со нас, имајте пријатна вечер. Довидување.